Судијата известител Наташа Габер-Дамјановска побара поведување постапка за 14 одредби од законот. Смета дека лустрацијата не треба да важи по 91 година, кога со устав се гарантира заштита на индивидуалните човекови права и слободи. Нејасно е зошто да се лустрираат поранешни функционери и оние што работат надвор од државните институции, вели таа. Која е смислата на нивната лустрација, имајќи предвид дека лустрацијата значи процес на справување со минатото, со цел да се одбележат и отстранат можностите за натамошно кршење на човековите права во актуелниот општествено-политички систем, односно целта на лустрацијата е заштита на иднината, а не справување со минатото само по себе. Четврто, во позитивната правна регулатива во Република Македонија не е дефиниран во ниту еден закон терминот носител на јавна дејност. Практично не се прави дистинкција меѓу јавниот и приватниот домен со оглед на прешироката опфатеност на категориите на лица. Па од тука не е јасно и прецизно утврдено кој всушност има третма на носител на јавна дејност и особено на кој начин тие лица би можеле да ги кршат човековите права. Имињата на лустрираните не треба да бидат веднаш објавени, објасни судијата Габер. Оспорените одредби од законот кои го предвидуваат објавувањето на решенијата, имињата и документите на веб страницата на комисијата има истовремено и карактер на санкција која може да има последица во сите сфери на живење, а не само самата забрана за вршење на јавна функција, што всушност не би требало да е цел на законот, поради што сметаме дека истите основано може да се доведат под сомнение по однос на член 11 и член 25 од Уставот. Исто така, објавувањето може да биде пропорционална мерка неопходна во демократско општество единствено кога соработката е конечно верификувана, а не пред тоа, а засегнатото лице нема легални средства за да се брани наспроти таквите негативни дејства. Значи, во законот не е предвидена никаква законска ниту жалбена постапка преку која засегнатото лице ќе го оствари своето право на одбрана пред конечната верификација на соработката, и тука има отсуство на правото на еднаквост на оружјето, како што наведовме. Овие ставови на судијата известител се совпаѓаат со предходните две одлуки на Уставниот суд, кои требаше да бидат конечни и извршни, како и со мислењето на Венецијанската комисија и на Европските конвенции, и покрај тоа дел од судиите искажаа потреба да слушнат и други мислења. Зошто законодавецот, односно представниците на власта, вклучувајќи го и министерот, како и учесниците од научната и интелектуалната сфера, сега по овој нов закон да не дадат мислење и одговор на една подготвителна седница во судот. Сметам дека нивниот глас и мисла мора да се чуе уште повеќе што сега се работи за нов закон по кој судот допрва ќе одлучува, водејќи сметка дека стариот закон од 2008 година не само што не важи, туку и што и подготвителната седница за тој закон што била порано одржана, ние судиите во судот во голем дел не сме ни биле судии во тоа време и не сме можеле да предложиме учесници во подготвителната седница и да поставуваме прашање што нас не интересираат, особено за законските решенија во однос на периодот и субјектите на лустрацијата. За судијата Старова, ова не се соодветни аргументи. Јас се сеќавам кога имавме тука една иницијатива за законот за избори. Вас, колега, не ви пречеше тогаш што не сте биле во судот кога се одлучувало за тој закон. Нели, дури ја цитиравте судската пракса. Сега, ако вие се повикувате на тоа што не сте биле член на Уставниот суд, и прв пат кога сме одлучувале, и втор пат кога одлучувал, не ние, судот кога одлучувал, не јас, судот кога одлучувал, мислам дека ние пред себе ќе имаме и многу други иницијативи, кога секој од нас во еден период не бил член на Уставниот суд и таа аргументација не знам колку стои. Мнозинството судии го поддржа предлогот за подготвителна седница. Се работи за исклучително сензитивен и субтилен закон кој се однесува на многу важни слободи и права на граѓаните, и од тие причини сметам дека треба да се има подготвителна седница. Некои од судиите изразија несогласување со предходните одлуки на судот. Според нив, судот не требало да го укине временскиот опфат на лустрацијата и по 91 година.
Со вака донесените одлуки, Уставниот суд ја презел улогата на законодавец. Тој да го определува временскиот офат на лустрацијата, што не е негова надлежност според Уставот, туку е во надлежност на законодавната власт како една од темелните вредности на уставниот поредок за поделба на власта на законодавна, извршна и судска. За председателот Наумовски нема дилеми. Уставните суди и два пати одлучили идентично, а Венецијанската комисија како да препишувала од нив. Многу се јасни и таа резолуција и комисијата. Вика, може да има офат и после донесувањето на уставот. Арно, ама ако до тој степен се кршат човековите права, па да имаме затвореници политички, осудени за ова, осудени за она, затвори и така натаму. А ние на поединечен случај на 1 или 20 патрули една појава. Ова што се јавува сега, што комисијата по овој закон треба да лустрира, за мене не е спорно, секој може да си поведе кривична поставка пред надлежен орган. Како е тој орган, како ќе отвори со решение или ќе води поставка, тоа е друго прашање пак. До кој степен се нашите судови независни самостојни да го прават тоа и да го чинат. Тоа е друго прашање. Ама да имаме прекршување на човековите права до степен за да ние лустрација. А знаете како? Утре ќе се смени власта. Тој рок ќе го продолжа. Ние како уставни суди сме одека пречката, односно заштитници на уставот, да му ставиме пречка на тоа. Ако не му ставиме на пречка, тогаш може да се претвориме во некоја комисија и да тераме до крај. Наумовски побара времена мерка за да се попречи на тамошното штетно дејство на законот. Ако се намерите добри во однос на ова што се предлага као подготвително да има овој суд и ова што не се проучени прописите, јас ќе ги прифатам. Ај бидете на ниво, пошто викате дека е многу сензитивен закон, многу ги задирка човековите права, овој суд, и ја ќе го покренам тоа прашање, денеска да донесе времена мерка за сите овие одредби што е покрената постапка, да се запре извршувањето, додека не расчистиме со сите стручњаци, кои ќе речете, нив ќе ги викнеме тука, да расчистиме со тие стручњаци, па потоа да донесеме на законита одлука, односно уставна одлука која што ќе биде во ред. Предлогот не беше прифатен. Подносителите на иницијативите пред Уставниот суд, незадоволни од одлуката, сметаат дека мнозинството од судиите сака само да одолговлекува. Она на што денеска присуствувавме на оваа седница на Уставниот суд, јас можам само да го наречам како скандалозно и не можам да го изразам својот револт и разочарување, бидејќи денес беше конечно и целосно погребан последниот бастион на правдата во Република Македонија. Многу ме изненади кога судија на Уставниот суд сака да дискутира по коначни, извршни и завршени предмети. Значи, тоа е незамисливо за секој правник. Друго нема што да кажам, се види. Иначе на 13 седници сум присутувал, али овакво различно мислење судиите да имат, и тоа диаметрално спротивно, меѓутоа тоа е се со цел да се одоговлачи постапката поради изборите. Тоа е наредено. Значи јас напишам на едно место дека ова продолжена рака на власта. Штета. Од одлуката е изненаден и член на лустрацијската комисија кој присуствуваше на седницата. Зачудувачки е да на судија на Уставен суд да му треба подготвителна седница, дали презумцијата на невиност е уставна категорија, дали двостепеноста е уставна категорија, ако тоа му треба на судија на Уставен суд подготвителна, па експерти да му објаснуваат дали е тоа уставно или не, секоја чест на нашето судство. Подготвителната седница ќе се организира во наредните 2 месеци.